собрание. Во следите централниот дневник на МТВ, состојбата со насилството во училиштата се уште е алармантна, покажало истражувањето на првата детска амбасада Меѓаши. Според нив, користењето секако вид оружје и повредите се честа слика. Од ресорното министерство велат во континуитет работат на зајакнување на безбедносните мерки. Средните училишта не се безбедни, чести се повредите и психичкото малтретирање во училишните дворови. Ова го покажува истражувањето на Меѓаши. Според нив стереотипите и предрасудите во мултиетничките училишта дополнително го потикнуваат физичкото насилство. Вела дека за смирување на ситуацијата потребни се низа мерки. Преку мировните клубови и мировното образование е еден мал чекор кој може да помогне во превенција, но бара еден системски пристап и ангажираност со страна на медиумите. Од страна на државните институции секако клучен фактор е образованието и училиштата. Оние што го спровели истражувањето велат и дека насилството станува стил на живот и оти треба да се најде начин да се препознае пред да се случи. Да се инвестира во младите кои утре ќе бидат раководители, кои ќе управуваат со своите животи и со животите на идните поколенија. И психолозите апелираат сите надлежни да градат нова култура кај децата уште од најрана возраст. Било кој сектор кој може да помогне и да придонесе да развиваме и градиме една поинаква култура на живење од онаа што сега го имаме како искуство. Од Министерството за образование вела дека во координација со надлежните министерства се работи на безбедносните мерки. Се поставуваат сигурносни камери и во секој училиште има полициско обезбедување. Најсвеж пример за насилство е пресметката на две групи од Велес, на која крај му ставила интервенцијата на училишното обезбедување. Летниот распуст е добра можност за да се воочат сите недостатоци во училиштата, за од септември да се зајакнат безбедносните мерки против овој вид на криминал.